Тоа поплана го отворив и писмото од татко ми Мехмет. 4 години. 4 години. Ми требаат цели 4 години да зберам храброст. Што машке бев јас, јунак на мајка. Што машке бев да отворам писмо. Писмото татко го напишал на арапски. Никој да не го разбере. Јас научив да читам арапски уште ко дете. Татко ми велеше, нема зијан ако знаеш, ако научиш. Дете моје напрежалено. Вчера сонив чуден сон. Сонував како возам стар црн велосипед со стаклени рачки и ново кожено седиште. Таков сличен имаше дедо ми Сурија во Сараево. Возев по некоја угорнина со мака голема стигнав до врвот, а потоа се спуштив надолу и наеднаш ме обиколи толпа луѓе, сакаа да ми кажат нешто, но јас не можев да ги слушнам, ми покажуваа кон стапалата и ми се смееја. Кога се погледнав, видов дека носам чевли од камени сковани црвени, кога да сум газал по земја црвеница, а низ каменот клинои заковани, кон нарисјаните богот што бил кован, и заовкав, оти болка силно осетив, но во тој миг една рака ме допре на тилот и ми ја подигна главата и видов маж, сиот во бело облечен, со долга коса исплетена со брадата, и месечина голема на градите обесена, и донеа крст. Боже, прости ми, крст. Исмаиле, крст. Како стои на пруга една и со едната рака кон мене покажува, а со другата кон небото. Како да ме викаше на кај себе, сакаше да ме поведе некаде и се заврте тој со грбот и на грбот видов лале црвено извезено. И кога пак се сврте, ликот твој го видов. Исмаиле, жими мајка ти Хана, ликот твој го видов. Тој ликот твој го имаше и ме викаше кон себе. Го спушти велосипедот на земја и од тресокот едната рачка пукне и се скрши и од стакло беше. И јас газив врз стаклото, ама болка не осеќав, оти носев чевли од камени сковани. Луѓето ми правеа пат да поминам и дојдов до човекот лале што имаше на грбов. Дојдов до тебе, Исмаиле. Ме фати ти за рака и ме поведе по пругата ко по пат со злато послан да газиш кон една светлина чудна. И знаев јас, чедо моје најмило, дека ти веќе си ми простил. Штом на сон ми идеш. Знаев дека ти си ми простил, дете моје единче. Сега таткото твој може спокојно да си умре. Не плачи ме и не тагувај по мене кога ќе заминам. Јас ќе си најдам место при Аллаха. Сега, кога знам дека ми е простено, оти тој греф најголем ми беше детето од дворот свој си го наподив, проклет да бидам, сега кога знам, можам мирно и да заминам. И патот ќе го најдам, оти јас патник сум, не сум скитник. Чувај ја мајка ти Хана, струшки бисер. Чувај ја ко очите Исмаиле. Оти таа мудрица ќе те учи и тебе, ко мене што цел живот ме учеше. Ама јас ништо не научив. Цел живот ја лажев дека јас, Мехмет Рахими, се знам. А што знаев јас, писар, проклет, цел живот бев, пишев и бришев гревови. Што знаев јас, Исмаиле? Простував само. Со сиот мој грев, немерлив на кантар, заминувам. Прости ми, Исмаиле, сине мој,
и останете ми во мир. Само да е добра мисла. Тато.